ВМРО-ДПМН во неколку наврати алармираше и пријавуваше нерегуларности во врска со последните претседателски избори. Јавното обвинителство и другите надлежни институции не собраа храброст да се ослободат од притисоци и да постапат по наводите за злоупотреба во институциите. Разговорот од состанокот во Прилеп покажува дека СДСМ најбрутално политички ги злоупотребува дури и болниците, играјќи си со животот на пациентите и со персоналот. Скандалозно е да се помисли кои се тие политички задачи што треба да ги изврши медицински персонал во една болница. Дали тоа значи уцена за гласови упатени кон пациентите или уцени кон колеги кои треба да пружаат здравствени услуги на пациентите. Почитувани, СДСМ ги злоупотребува институциите за вработување на партиски активисти, кои потоа наместо извршување на работа за која се платени, работат за партијата за време на избори, агитираат и собираат гласови. СДСМ ја злоупотребува државната администрација за партиски цели. Наместо во институциите, вработените од СДСМ во администрацијата работат за партијата. Од аудио снимката која е пуштена во интернет просторот, се слушаат гласовите на Миле Талевски, председател на општинска организација на СДСМ во Прилеп, и Горан Сугаревски, министер за транспорт и врски, на состанокот на нововработените во Прилепската болница. Тие директно им кажуваат, им даваат задачи дека сите нововработени, како надомест за добиеното работно место, мора да истрчаат за партијата на изборите. Во конкретниот случај треба да истрчаат за Стео Пендаровски. На снимката се слуша на каков начин се принудувани да гласаат граѓаните за Стео Пендаровски со притисоци од страна на администрацијата. Слушнете дел од снимката, која е емитувана на интерстраната YouTube, а на која се слуша гласот на председателот на Прилепскиот огранок на СДСМ Миле Талевски. Знаете како партијата се постави во правец на тоа да обезбеди работно место повеќе за сите нас. Сите оние кои бевме невработени, да обезбедиме парче леп дома до место. Тоа некој заслужено, но има голем број на луѓе кои што не заслужено го добијаат тој дом. Затоа, во овој момент, барам од сите вас, како председател на општинската организација и шеф на општинскиот изборен штаб, максимално во временски период да се стави во функција на партијата. Сите оние обврски кои ќе бидат зададени од местните организации, сите обврски кои ќе бидат зададени од институцијата, ќе мора максимално да ги спочитуваме. Начинот на вашето несување, не бараме ништо законско да правите, но сепак, она чувство на припадност кој што нас, како раководство на партијата, како луѓе кои што секојдневно, заедно со менаџерскиот тим по институциите, се бориме да обезбедиме едно место работно повеќе. И кај министрите, и кај премиерот. Директорот цело време кај министерот да пушти согласности, плюс уште 1, плюс уште 10, плюс уште 20. Мислам дека во општа болница Прилеп реализираме една сериозна бројка на новоработени и тоа мора да го спочитуваме. Каков начин работи и функционира СДСМ? Вработените во време на СДСМ, како надомест за нивното работно место, мора да работат за Стео Пендаровски. Талевски директно, експлицитно им кажува на вработените дека од текот на изборите, наместо на работата за која се платени во болниците, ќе треба да се посветат на партијата. Да чуем. Имаме обврска да видиме реално, да го мериме активитетот на сите оние луѓе за кои што ние како партија сме излезли без разлика да станува збор за нововработени, без разлика да станува збор за унапредени и така натаму и така натаму. Оние луѓе кои што виделе бенефит од функционирањето на партијата на власт. Затоа, од ваша страна, сматете го тоа како наредба, како обврска. Имате овие обврски 6 недели се посветите на партијата. Да дајте допринос, да дајте едно камче во целокупниот мозаик на партиското функционирање. Со секој ваш допринос кој што ќе биде побаран наша страна. Барам ваша страна, со становците по местните организации, да присуствувате задолжително. Овие 6 недели нема оправдување дека може или не може. Сите ќе бидете вклучени во новите тимови брата до брата, комуникација со граѓаните, излегување во пресвет, помагање на луѓето, да тропниме да побараме глас секаде, да обезбедиме глас на Стево Пендаровски, со тоа обезбедуваме глас за едината наша. Да побараме кај секој роднина, пријател, другар, оние луѓе кои што гравитираат околу нас, да ги убедиме да излезат на гласење. Тоа ќе биде на еден системски начин решено. Нема никој да трча кој лево, кој десно. Имаме начин на организација, поставени мрежи и така натаму, она кој што значи секојдневно редовно функционирање на партијата и поготово во вака штабско функционирање. Ова е начинот на кој функционира СДСМ за време на претседателските избори. Ова е начинот на кој функционира СДСМ за време на секој избори. Токму затоа во извештаите на странските релевантни институции и организации се посочува партизација и политизација на администрацијата. Со сите закани и притисоци
и злоупотреба на администрацијата комплетно се согласува и министерот Горан Сугаровски, чиј што глас го слушаме во продолжение. Добро вечер на сите, значи, сам дека председателот на општинска организација кажа се, јас многу кратко, може би ќе биде повторување, меѓутоа мора да ни влезе во главата за да ја оствариме целта. Значи, јас сум задолжен за целиот регион, за све што е функционер. Потребна е итна и неотповиклива оставка од Сугаревски, како итна реакција на јавното обвинителство. Бараме владата која одамна веќе нема кредибилитет, итно да си даде оставка, да го распушти парламентот и да се распишат предвремени парламентарни избори и да има одговорност како за овој, така и за сите преостанати случаи за криминал, корупција и злоупотреба кои се направени во изминативе 3 години од СДСМ и Зоран Заев на чело. Ви благодарам на вниманието.